Еден ден откако Центарот за јавно здравје во Тетово доставил извештај до Агенцијата за храна и ветеринарство дека водата за пиење во Гостивар е исправна, почнал напливот на пациенти со стомачни тегоби во Гостиварската болница Ферид Мурат и во здравствениот дом во Гостивар. Согласно договорот помеѓу Центарот за јавно здравје и јавното претпријатие Комуналец водовод, мостри се земаат еднаш месечно од 8 мерни места. Последниот пат, ние што имаме како Агенција за храна и ветеринарство добиено резултат од Центарот за јавно здравје Гостивар 13 јули и водата била безбедна. Официјалните информации на Министерството за здравство се дека само еден ден подоцна, на 14 јули, 324 гостиварчани побарале лекарска помош. Из документ дека водата е исправна, Центарот за јавно здравје во Тетово издал и на 29 јуни. Од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштија дека вчера се земени нови мостри од градскиот водовод кои се доставени до Институтот за јавно здравје на микробиолошка и физичко-хемиска анализа, а забраната за користење на градскиот водовод и за технички потреби останува на сила. Од АХВ се децидни дека водата од чешма не смее да се користи ниту за миење на садови и дека угостителите, производителите на храна и институциите мора да се снабдат со техничка вода која Гостивар ја нема. Насоки од каде да ја земат, исто така нема. Доколку не обезбедат вода техничка за условите кои се дадени согласно правилникот за квалитетот на водата за пиење, истите ќе бидат казнени согласно прекршочните санкции кои што ги имаме по Законот за прекршоци. Надлежните соопштија дека директорката на Гостиварскиот водовод Асани по закон била должна да го извести Министерството за екологија дека планира да постави пумпи и потоа да чека одобрение. За секоја измена која планира да ја направи јавното комунално предпријатие Гостивар или било кое јавно комунално предпријатие, треба прво да поднесе барање до Управата за животна средина, сектор води, тие да го разгледаат тоа и истите да дадат или одобрение или пак одбивање, нели. Затоа што се работи за цевковод кој служи, нели, за вода за пиење. Според протоколот за постапување при контаминација на градски водовод, централната власт доставува мерки, во овој случај до Гостиварскиот водовод, кој е должен да го испразни системот, да го исчисти, односно дезинфицира и повторно да го наполни, а потоа да се земат нови мостри и во зависност од резултатите да се тргне забраната. За сега нема информации дали и кога е тоа сторено.